Заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски сподели дека од летово се воведуваат уште 2 нови авиолинии од меѓународниот аеродром Скопје. Од 18 јули ќе се воспостави лет до Алгеро на островот Сардинија во Италија, додека од 15 јули ќе започне авиолинија до Палермо. Како што информира Николовски, новите линии ќе ги оперира Визер. Се очекува тие дополнително да го зголемат авиосообраќајот на Скопскиот аеродром. Во 2025 година аеродромот забележал рекордни над 3,2 милиони патници. Со воведувањето на новите дестинации се позиционира како регионален лидер. Дополнително најавено е зголемување на бројот на летови и патници на постојните линии, како и стационирање на нов авион од најновата генерација на Скопскиот аеродром. Министерот посочи дека овие линии ќе оперираат во летната сезона и за нив не се предвидени субвенции, што според него представуваат дополнителен квалитет и показател за растечкиот комерцијален интерес за Скопскиот аеродром. Поплавите што повторно го зафатија Кичево, како и делови од Скопје и Гостивар, предизвикаа сериозни штети и зголемена загриженост кај населението. По обилните врнежи и излевањето на водотеците, голем број домаќинства се соочуваат со поплавени домови, оштетени имоти, отежнато движење, информира Црвениот крст на Република Македонија. Организацијата веднаш излегла на терен и активно се вклучила во активностите за помош во координација со надлежните институции. Вкупно 200 волонтери и вработени се ангажирани во обезбедување подршка за погоденото население. Во Кичево се евидентирани 362 засегнати домаќинства, односно околу 1200 лица со материјална штета. Од нив 250 лица или 62 семејства се евакуирани и привремено згрижани во спортската сала Христо Узунов. Меѓу евакуираните има 61 дете, 178 возрастни постари лица и 11 лица со попреченост. Покрај Кичево погодени се околу 500 живеалишта во општина Гостивар, како и 30 живеалишта во општина Сарај. Во рамки на хуманитарната интервенција, Црвениот крст дистрибуирал помош за 400 семејства. Дополнително во континуитет се обезбедува психосоцијална подршка за погодените. На телефонските линии за психосоцијална помош досега се јавиле 50 лица. Од Црвениот крст порачуваат дека остануваат на терен и подготвени се да обезбедат дополнителна подршка во зависност од развојот на состојбата и потребите на населението. Председателот на Украина Володимир Зеленски изјави дека Киев е решен да стави крај на војната, нагласувајќи дека Украина е подготвена за достоинствен договор, но дека клучното прашање е какви се намерите на Русија. Украина е подготвена. Нас не ни треба војна, ја браниме нашата држава, нашата независност. Подготвени сме брзо да тргнеме кон достоен договор за завршување на војната. Прашањето е само за русите, што сакаат тие. Исто така, дали ќе има последици за Русија поради фактот што шахедите, ракетите и приказните за историски теми им се поважни од вистинската дипломатија и трајниот мир, изјави Зеленски во редовното видео обраќање. Според него, дури на денот кога започнала нова рунда преговори во Женева, Русија возвратила со нов напад. Зеленски посочи дека биле лансирани околу 400 дронови повеќе. Поради гранатирањето во Одеса во текот на денот се одвивале обемни активности за обнова, при што дел од населението останало без грејење и вода. Тој нагласи дека наредил да се обезбеди целосна подршка за Одеса и да се забрзаат процесите на реконструкција. Во меѓувреме во Женева заврши првиот ден од новата рунда трилатерални преговори со учество на представници на Украина, Соединетите Американски држави и Русија. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп во пресред на разговорите изјави дека Украина треба што побрзо да седне на преговарачката маса. Западниот и југозападниот дел од Франција се погодени од сериозни поплави предизвикани од бурата Нилс и наглото зголемување на нивото на повеќе реки. Алармантна е состојбата во департманот Жиронда, каде што полиња, шуми, патишта и куќи се под каллива вода по излевањето на реката Гарона. Иако бурата почна да слабее, француската служба за следење на водостојот продолжува да одржува високо ниво на тревога во сите департмани изложени на ризикот поплави, јавуваат француските медиуми. Градоначалникот на Ланжон, Жером Гилем, изјави дека околу 100 лица се евакуирани, додека приближно 150 куќи се под вода. Дел од жителите се уште се наоѓаат во своите домови. Обилните врнежи го претвориле регионот во огромно езеро, при што според француските телевизии околу 110.000 хектари се поплавени. Реката Гарона, која веќе 6 ден е на максималното ниво на тревога, на одредени места се излеала во ширина од неколку стотици метри меѓу северниот дел на Ажен и јужниот дел на Бордо.
Истовремено наглото зголемување на водостојот на реката Лоара предизвикало значителни поплави во областа околу градот Анже. Министерката за еколошка транзиција на Франција изјави дека земјата се соочува со 34 последователни денови дожд, оценувајќи ја состојбата како невидена и посочи дека точната проценка на штетите ќе биде можна дури откако водата ќе се повлече. Времето денеска наутро ведро и сончево во текот на денот, времето променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува умерен наместа дожд по Вардарието, повремено засилен ветер од југоисточен правец. Во текот на ноќта, почнувајќи од западните делови, има повремени врнежи од дожд, а на планините од снег. Во Скопје е променливо облачно време со сончеви периоди. Ќе дува умерен ветер од југоисточен правец. Во деновите од викендот времето ќе биде променливо облачно и постудено, со умерен до засилен северен ветер. Од понеделник ќе преовладува сончево време со пораст на дневната температура.